Христијан Талевски, асистент истражувач во Институтот за старословенска култура од Прилеп, е добитник. Неговиот проект е еден од 10 проекти во Македонија кој што добија средства од Европската унија за 2018 година, која што пак е прогласена за година на заштита на културното наследство. Талевски, вашиот проект кој што се вика виртуелна платформа за олеснет пристап до археолошките истражувања, е еден проект, како што кажавме претходно, кој што доби средства од Европската унија. За што точно станува збор? Значи, конкретно станува збор за виртуелна ГИС базирана платформа за напредно менаџирање и анализа на податоците во Централниот регистар за културно наследство на Република Македонија. Имено Европскиот парламент и Советот на Европската унија во мај 2017 година со одлука имаат прогласено 2018 година како година на културното наследство. Во прилог на тоа, значи, локалните делегациите на Европската унија има за цел да селектираат по 10 проекти од секоја држава кои што ќе бидат финансирани. Нормално има програма, има цели кои што сакаат да се постигнат со тоа, меѓутоа основното нешто е како културното наследство, како минатото може да се употреби за градење на една подобра иднина. Кои ќе бидат бенефитите од овој проект за обичниот граѓанин и за научната јавност? Значи, овој мој проект опфаќа многу мал сегмент, значи, како пилот проект, многу мал сегмент од она што значи археолошко културно наследство. Меѓутоа, идејата е да на некој начин покажам кои се потенцијалите, кои се капацитетите на еден од изработката на еден таков систем. Ние имаме сериозна подлога за создавање на еден таков систем, затоа што уште во минатото со пари на УНЕСКО се поставени основите, значи базата на податоци, структурата на базата на податоци и делумно се полна таа база на податоци, која што се наоѓа во управата за заштита на културното наследство, е веќе достапна. Во случајов, она што јас го предлагам е како сето тоа да биде визуелно подостапно, значи по жив интерфејс, подостапно за непосредните корисници. Која една од основните цели е, значи, преку овој пилот проект кој што ќе се однесува на неколку археолошки локалитети, конкретно урбани центри од римскиот период, е да се покаже дека да се овозможи што е можно поширок пристап и користење на повеќе нивоа. Значи, на едно многу високо ниво, пристап до тие податоци би имале, значи, стручните и научните кадри. Како што се слегува хиерархиски пониско, значи, пристап би имале и значи туристички промотори, буквално може дел од ресурсите во тој систем би можеле да се користат во едукативни програми во училиштата, би можеле да се користат за создавање на туристички патеки, би можеле да се користат непосредно лица со попреченост кои што не можат заради одредени ограничувања да пристапат до тие археолошки локалитети. Накусо тие се бенефитите. Практично, значи, како еден вид на виртуелна прошетка низ тие археолошки локалитети. Да, виртуелна прошетка со тоа што во секој еден момент во зависност од потребите, секој ќе може да пристапи до релевантни податоци, информации за тоа археолошко културно наследство. Истовремено, значи со тоа самото наследство не само што се промовира, туку и се заштитува, затоа што со самата дигитализација, обезбедувањето на копија од таа дигитализирана граѓа, на некој начин се заштитува од некои, не знам, природни или од човек предизвикани несеќи. Кои локалитети се опфатени во Македонија?
Значи, опфатени се скупи, стоби, Хераклеа линкестис, лихнит исто така, Исар марвинци, големо градиште Конјух, тие. Дали за прв пат во Македонија се изработува еден ваков проект? Има претходно, значи во 2008 година бев дел од екипата од тимот кој што работеше на проект за изработка на ГИС платформа за археолошкиот локалитет Стоби. На некој начин искуството и познавањата на методологијата за изработка на еден таков систем планирам да ги употребам и сега, со тоа што една од главните поенти ќе биде тоа што ќе биде користен слободен софтвер, значи лесно достапен и слободен софтвер. Кога ќе започне со изработка на овој проект? Значи, јас веќе работам на тоа, затоа што проектот е поделен во неколку фази. Првата фаза е собирање на сите податоци за тие археолошки локалитети, значи зборуваме за конкретно се однесува за недвижното културно наследство. Значи, град, објекти, тука се вклучени сите објекти, целокупната инфраструктура, планови, мапи, пресеци, значи буквално сета просторна граѓа која што може да биде корисна ќе се собира, сета таа се анализира, а потоа значи во втората фаза на проектот ќе заедно со еден мој колега ќе преминеме кон создавање на таа буквално виртуелна платформа во која што сето знаење собрано претходно ќе може да се имплементира и да се постави. Сепак во склоп на овој проект не се предвидени средства за сето ова да биде достапно преку интернет. Ќе предвидени се средства за промоција на самиот проект. Се надеваме, аплицирано е за дополнителни средства до Министерството за култура на Република Македонија. Доколку тие чекаме одговор на конкурсот, доколку бидат обезбедени тие дополнителни средства, сите овие ќе може, значи не само просторната платформа, туку ќе може да се создаде и да се наполни таа база со податоци за секој еден објект и дополнително да се обезбеди слободен интернет пристап до тие податоци. Да се надеваме дека тоа ќе се случи за брза иднина и дека сите ќе имаме можност да го видиме овој ваш проект, како што кажавте, поставен на интернет. Ви благодарам. Благодарам и вас на разговорот.